Со несмален интензитет го продолжуваме проектот на Социјалдемократскиот сојуз работно лето. Со задоволство можеме да кажеме дека одзивот е огромен во сите места во кои што бевме до сега. Под мотото "Крени глас за еднината", Социјалдемократскиот сојуз излезе на терен и разговараше со граѓаните на Струмица, Велес, Штип, Куманово и Прилеп. Ги слуша нивните предлози, ги понуди своите решенија и ги охрабри граѓаните слободно да го кренат својот глас. Наидовне на безрезервна соработка, топол прием при средбите и масовна посетеност на митинзите во тие градови. Вчера, тука во овој регион, наши драги домаќини беа Кратовчани и околните места. Трновец, Шлегово, Кетеново и други. Потоа во општината Ранковце, селата Гиновци, Отошница, Петралица. Во градот домаќин за овој викенд Крива Паланка. Некои од местата што ги посетив не беа Мождивњак, Градец, Жидилово, преубаво си поминав во Нерав. Денес сме во урбаниот дел на Крива Паланка. И исто така посетивме многу урбани и селски средини. Се сретнавме со граѓаните, остваривме бројни средби, но ќе се сретнем и со организации како борци, пензионери, невладини организации, го посетивме Дневниот, Центар за интелектуална попреченост со Сдруженијето на бранителите, да роми со еден збор, со сите заинтересирани. И во сите разговори превладува мислењето дека во овој дел од земјава воопшто не се инвестира. Скоро и да нема место кое сме го посетиле, а во кое граѓаните не се разочарани, што оваа власт целосно ја заборави Источна Македонија. Ги поканувам сите паланчани и граѓаните од околните места да дојдат на вечерашниот митинг за заеднички да го кренеме гласот за подобра еднина и да го промовираме нашиот кандидат за градоначалник, доктор Горан Младеновски, личност позната и призната од села Паланка. Почитувани, големо е моето задоволство што како кандидат за градоначалник на Крива Паланка сум домаќин на работното лето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија овој викенд. Ја поздравувам ова иницијатива и напорот на моите сопартици заеднички да го кренеме гласот против состојбата во нашата земја. Крива Паланка е оставена без интервенции во инфраструктурата веќе подолго време. Во времето на владењето на мојата партија, тука беше воведен гасоводот, но сега не е мрднато од мртва точка. Се направија крупни инвестиции и интервенции во новата железничка линија, што треба да го поврзува нашиот крај со соседната држава. Изградена беше обиколницата, за тоа колку ни значи тоа можат да посведочат сите граѓани од мојот град, зашто безбедноста во сообраќајот е зголемена многукратно. Можам да набројам многу. Кога се обидов да ги ставам на хартија сите проекти од времето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, набројав само од паметење над 25 крупни проекти. За пример, гасоводна линија Република Бугарија Куманово-Скопје, мерна станица гасоводна во село Узем и мерна станица во градот за градот во село Лозаново. Изграден современ терминал на граничен премин ДВ Бајр пуштен во употреба од Бранко Црвенковски. Изградена трета лента и проширување на патот кон ДВ Бајр, пуштен во употреба исто од Бранко Црвенковски. Изградена заобиколница на Крива Паланка, пуштен од поранешниот претседател Киро Глигоров. Изградени кејски ѕидови на Крива река во должина од околу 2,5 км. Камен темелник на железничката пруга и коридорот 8. Изграден водовод од село Станци до Крива Паланка во вредност од 500.000 евра. Изградена фабрика за вода, остана само лабораторија и ситни инсталации, до денес не е направено ништо понатаму. Изграден базен за висока зона десен брег во населба Баглат во вредност од 200.000 евра. Изгоден проект за базен висока зона Лев брег и така натаму. Но што се случи потоа? Тука се замре. И сега, затоа, благодарение на мојата партија која ми ја даде довербата, ние ќе продолжиме таму каде што застанавме. Ќе оградиме тоа што сме го започнале, но ќе инвестираме и во нови објекти и нови проекти. Јас ќе се заложам сите нерешени комунални прашања, едно по едно. Ќе ја направам Крива Паланка место кое нема да биде само дел од патот кој минува кон соседна Бугарија, туку место каде што мора да се застане и мора да се престојува. Вечерва Благодарам. Вечерва очекувам моите сограѓани да ми ја дадат поддршката на мојата кандидатура, затоа што пред нив стојам подготвен да работам за сите нас, нема да оставам само на празни ветувања. На крај сакам да ги повикам сите мои сограѓани да излеземе
вечерва на митингот на градскиот плоштад да кажеме дека ни е доста да бидеме крај на светот, дека сакаме подобра, помодерна Крија Паланка, да го кренеме заеднички гласот за подобра иднина. Благодарам.